Многу најави ветувања, голем дел од вработените според рамковниот договор во јавната администрација и натаму не доаѓаат на распределените работни места. Може ли конечно да се реши овој проблем? Ги повикавме нашите гледачи да коментираат на страниците на социјалните мрежи на топ тема на ваша страна. Мирјана Налбандијан на Facebook потенцира дека вакви најави слушаме повеќе од цела деценија. Иван Георгиев па коментира: бранителите се на улица, а овие е на плата. Гледачот Ненан Марковиќ напиша: во апелациониот суд предметите чекаат и по 2 години за одлучување. Ете добар почеток. Сами Бислими пак вели дека има решение. Избркајте ги тие вработени последните десетина години и ќе се најде место за рамковните, или тие не ги сметате за наши. Наталија Велковска на Facebook вели: ги распределија, ама не доаѓаат. Можат да бираат дали сакаат или не сакаат да одат на тоа работно место што им се паднало. Маци Мила додаде: жалосно, реформи во јавната администрација за ефикасност и ефективност во јавниот сектор се само голи флоскули. Голема дискусија се разви на Твитер мрежата каде гледачите коментираат дека ако некој не се појави на работа 3 дена поред му следува отказ. Зошто тогаш овој закон не се спроведува и кај рамковните вработувања? МТ персона на Твитер посочи: или нека земат да работат, или нека ги избркаат. Доста беше клати врата, земај плата, 11 и повеќе години. И Зенко возврати дека треба да се намали границата за пензионирање. Постарите во пензија, а помладите на нивно место. Ана Која Сања пишува дека државните службеници не можат сами да земат да работат, туку некој раководител треба да ги задолжи, овласти или слично, и да бара одговорност од нив. ДД вели: па 11 години одамна се поминати, тие 3 дена рок за отказ одамна го имаат искористено, плюс треба да ги вратат парите за последните 10 години. Гоце Јоновски додаде дека некој ги вработил без да има потреба од тоа работно место, затвор за одговорното лице и враќање на парите. Ова беа дел од главните поенти на нашите гледачи споделени на социјалните мрежи. Повеќето од нив бараат законот да се спроведе на дело и да се најде трајно решение.